Добар ден, драги гледачи. Јас сум Кристина Тимовска, ова е мојот колега кој што веќе добро го познавате, Благоја Груевски. Започнуваме со Фолк Естрада. А во денешната Фолк Естрада продолжуваме со истиот стил како и досега. Слушаме добра, нова и стара македонска народна музика. Токму така баже. Време е да ги поканиме гостите. Денес имаме две познати имиња. Баже, повели дами да се твои. Првото име е една многу позитивна, ведра, секојаш расположена во топ форма дама. Станува збор за Ирена Спасовска. Време е да го најавиме нашиот втор соговорник. Секогаш шармантен и актуелен, Мишко Крстевски. Никој освен ти и ништо друго не посакувам.
Samo jedno najmila, pokraj tebe jazda ostara. Nekogaš davav se za drugari muzika, a сега samo živeam za jedna tvoja nasmevka. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš. Samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Nikoj osven ti i od ništo ne se plašam, osven tebe najmila, nemam drugo što da izgubam. Ne žalam mi životom da go dadam za tebe, pa pred da se pojaviš, jas nemam život vo mene. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš. Samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš. Samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Драги мои, слушнавме две убави песни, време е за разговор. Добре ни дојдовте уште еднаш. Добро да најдовме. Поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна и нова емисија. Тоа се двајцата мои верни соборци од фолк естрадата, Иренче и Мишко. Како се чувствувате? Па прекрасно. Покрај вакво прекрасно студио, преубав амбиент, Убава водителка, убава шармантна. водителка, Хајде да шармантна. почнеме. Исто така и водителот, не е Ти за благодарам, фрлање, ти нели? благодарам, Се е Иренче. супер, сите сме супер. Оркестрот, Dream Team е супер. Се е идеално. Се е тоа. Идеални услови. Благодариме. Да. Тоа што им го ветивме на гледачите да го исполниме, нели? Да слушаме пред се добра македонска народна песна. Па драго ми е што еве емисиите од ден на ден раснат и Да. значи на гледачите стварно веќе Значи- има што да им се понуди. Идејата е да се врати стариот сјај на македонскиот фолк. Верувам дека сме на добар пат. Да почнеме од дамата, нели, од Иренче. Може така да те викам, нели? Па како Ние не, сме ние другари да, и колеги. ние сме колеги, сигурно. Да почнеме со она што е најактуелно. Тоа беше Свежо во од Ландово, неодамна, да, Точно неодамна така. во Ландовскиот фестивал. Ти како по навика веќе резервирано е за тебе она награда за сценски настап. Дали имаш амбиции малку нешто? Па како немам поголемо? амбиции? Амбициите ни беа малку поголеми, нели, со оглед на тоа дека... Како и на сите нас, се Како и на разбира. сите, да, нели, сите знаеме, настапуваме на фестивали. Ние на првата полуфинална вечер и на финалната имавме највеќе број, мислам, гласови од публика, но сепак жирито си го направи своето, не изневелира и не симна до четвртото добро место, да речем. не е Кој што и не е лошо, да.
Но затоа не изостана наградата за сценски настап, а се разбира тука беа момците од групата Скопски боеми, кои што заедно испеавме песната Мерак Мерак. Така, беше тоа едно вистина прекрасно дружење, весела песна и сите, нели, обично, кога нема да добиеме награда, што викаме? Добро е што песната ќе остане и ќе се слуша. Се надеваме. Тоа не е утешно. Ирина, ова е втора година која што зимате иста награда, така? Па да, и минатата Дали година тоа е исто така. коинциденција или пак вие стварно се трудите сценскиот настап да биде да изгледа совршено? Па добро, јас во принцип сакам секогаш, нели, како се вели дека музиката не се слуша само со уши, него и со очи. Се погоди и така лани да земам награда за сценски настап, бидејќи исто така имав една убава кореографија со 4 прекрасни девојчиња, а сега со 5 така добри момци, да ги наречам, да. Момци, тоа, кои момци што, и пол. не дека е за мене резервирана, него имав чувство дека и немаше некоја добра конкуренција. Тоа што сите ако се потрудат, нели, да нешто смислат и да направат, не мора да значи дека јас ќе земам таа награда. Да. Ајде малку ние да се свртиме. Како сте ми? Па, интересно е, Пофали се. Интересно е, се чувствувам прекрасно. Малку чекавме, нели, додека техникава едно друго. Да, сум согласен. ние сме научени на тоа, не е проблем. А тоа гледачите не го гледат. Тоа не го знаат. Меѓутоа додека чекавме ја Веќе го чувме. дознаат, значи сакав да кажам, интересно ми е затоа што Баже наш водител, домаќин во оваа емисија заедно со тебе. И баш ми е интересно поради тоа, во таква улога не сум го гледал. Необично малку. Знаеш што да праша, нели? Ама тој што си го убива за Не сите само, работи. има и друг позитивен момент што си плива во негови познати води, така да нема проблем. Во секој Се случај. надевам дека и ти добро ќе парираш. во секој случај Ние овие чекајќи- фолк води ми се поблиски Апсолутно. и Ние потопли. чекајќи убаво си поминавме, ја чув убави вицови од вас. Па добро, мора, нели... Не знаев таа- дека сте толку Да речем таа празнина малку од, нели... толку Од нашето Ти доаѓање. треба- Умор на ниво. Ти си требала да дознаеш дека Мишко е Многу од духовен. Неготино, неготинчанец, а тие се познати како шегобици, нешто слично како комановци. Овие може би Па повеќе. добро, не сум баш толку, мислам, шегобиец, стварно. Ама кога ќе кажеш, Меѓутоа, мислам дека кога сум инспириран, тоа само си доаѓа, не Нас не спонтано. расположивте. Драго Нас ми е. не расположивте. Така беше точно. Беше. И ние се расположивме, нели Боже? Па да, а ние знаеме да се расположиме и во слободни моменти кога не сме на работа. Дај Боже да има. Неговите се Дај најдеме. Боже да има. Повеќе Знаеме така. тоа да го зачиниме со добра песна, како на пример ова што слушнавме пред малку. И така, Ирена, еведно Може да кажам само Повели. уште една реченица. Мислам дека супер е за Ирена и честитам за наградата. да. Нешто ми се суши устата, меѓутоа Повелете. морам да кажам дека најважно од се е што се раѓаат вакви емисии нови, Добро е тоа. како што е оваа емисија, каде што пееме во живо, можеме нашите песни си ги пееме во живо со прекрасен оркестар. И да заживеат песните. Токму тоа и е таа важно. идејата. Токму Токму и тоа таа е идејата. да. Ирена, ти како долгогодишен еве член на оваа наша бранша и сведок на сите овие актуелни избиднувања Мили и во истата немили. во мили и немили во истата бранша, мислиш ли дека има надеж фолкот македонски да се врати на старите патеки, да го поврати стариот сеј што го имаше пред 20 на Ја години? мислам дека сме веќе на добар пат. Јас по природа не сум личност која што секогаш се жали, нели, и кука. Искрено да бидам, јас живеам од музика, значи овие 25 години колку што екзистирам. Кризен период, како и во секоја работа, сигурно па и во нашата некога се случува, но мислам дека ние сите од петни жили се трудиме, значи тоа да го подкренеме на едно многу повисоко ниво. Тука гледам дека и доста луѓе околу нас, значи исто така не поддржуваат, нели, како што се ваквите емисии, ред други, нели, овој субвенции, да не зборувам, нели, спотови кои што се прават за нас, а всушност и ние сме тие кои што често пати, нели, и самите си даваме иницијативи, потикнуваме исто така, вака да се Во секој доста, случај. да, нели, Да го има чуеме доста и емисии, на Мишко да, мислењето тоа е на истата тема. Дали мислиш дека Па сме на добар пат? Баже, значи ние долги години сме на естрадата. Сме оставиле, да речам, кој повеќе, кој помалце убави песни, што се вртеле. Каде е Тоа според тебе клучот на
на излезот? Па, мислам дека нема некој Во кој рецепт. сегмент е Мислам дека нема некој рецепт. Мислам дека сме на добар пат. Еве, слушам убави песни и од Ирена, и од тебе, и од Па и од тебе, разни- Мишка. и имам Да, имаш. на моја среќа Навистина имаш. навистина се радувам Мене што ми се допадна и мината годишната песна во ти Лантово. благодарам. Е, сега оваа година не ја слушнав, меѓутоа секогаш ние, нели, пејачите, како викаме, позади сцената не ги слушаме, само нашите песни си ги слушаме, а Така. другите не ги знаеме. А дури кога ти меѓутоа, измине сега повеќе време, тогаш веќе се слушаме. менува нешто. Веќе почнуваме да ги слушаме и песните конкурентните. на колегите, Да. а не да поминат 10 години па да Да. Да ги слушаме. Знаеш да ги што ми, слушаме. што ми смета највеќе мене, еве Благоја, иако Ајде не ме да чуеме, праша, Иренче, да што ти ти кажам. пречи. Што ние, некои од пејачите се многу суетни, мислам, не дека не и јас, можеби сум понекогаш, Сите но мислам помалку. дека треба да бидеме малку посамокритични. Во кој дел? Токму тоа, ние значи секогаш викаме леле колку убава песна има, мојата треба да беше да биде прва или втора или трета, а навистина не слушаме, не ги слушаме другите песни од колегите Точно што се така. позадина. И кога ќе победи некој, па баш дали мораше тој, а всушност па и некој мора да победи. Да. Значи, Не, јас а тоа се работа мислам на дека вкуси. мислам дека помеѓу нас не постои тоа. И никогаш не или мислам постои, дека да. е на минимум. И Јас Па, на секогаш минимум, ќе се во светам секој на случај, минимуме, да. Конкретно да речеме еве за Валандо е најпресно. Сега да не е нели Да, мене ми се случи да не токму апострофирам тој фестивал феномен. Сега, да не е нели само на Валандо или Цветница, значи пошто Валандо најблиску ни беше, значи и на Горан и на Дуле. песните ми се одлични допадна, беа, јас и да. нив уште на полуфиналето им честитам за тоа. Да, да. Па и токму И тоа само сакам уште да ова, кажам, значи да. исто така и на сами настапот беше прекрасен, беше едно откритие. Сепак прв пат се појави добар така. момент на фестивалот. Да не зборам значи за другите пејачи што беа, секој си е професионалист на свој начин ги донесе песните. Публиката ќе каже, времето ќе каже. Интересно е што ние меѓу нас во оваа бранша, иако велат дека ние се караме или нешто не се поготово многу сакаме, Многу ретко се мислам случува тоа. После дека за тоа има. како во ние на професија ние сме навистина големи џентлмени и кога е нештото добро знаеме да пружиме рака, да го поддржиме тој колега, сепак ние гостуваме и на заеднички некои гостувања ширум републикава, па дури и надвор, нели? во И секој мислам случај. дека не постои такво страшно ривалство како во другите професии. Предлагам- Можам да потенцирам. Ја Предлагам овој разговор да го прекинеме. Да, Готово. го оставиме, зачиниме. го оставиме да Овој може разговор да да го зачиниме, нашата дружба со една убава песна, а тоа ќе биде од репертоарот на Ирена Спасовска. Да, ова нека биде песната Катерина Моме. Катерина Тоа е од Моме, албумот добро. со колегата Цане Петров што го снимавме етно. Етно. Овој албумот кој што Нешто ми е сликарот не познато. беше, Благоја Груевски баже. Фотографот. Благодарам за рекламата. Повели. Go
слушнаме уште една песна од Ирена. Ајде малку да промениме тема. Ирена, Повели. сте го промениле стайлингот, односно изгледот. Па Зашто добро, кратка коса? Ако мислиш на тоа дека нели малку ја скрати косата, па тоа не е ни некоја страшна промена, а меѓутоа Има промена. добро ако се приметува. Инаку јас ретко правам промени што се однесува до косата, некако не сум така склона на промени, но како викат, што е жената постара, кратка треба да биде косата. Макар што јас не се чувствам баш, јас сум се го најубавите години, Во сум најубавите. тоа е тоа, како беше. Но од време на време човек нели треба да прави некои позитивни промени, па може би да оправи уште некои поголеми, ќе видиме. Ирина, дали се грижи некој за вас за стайлингот или пак вие сами следите модни трендови, па сами се облекувате? Па вака некој не сум во имате принцип да- не сум некоја голема помодарка, нели? Со оглед на тоа дека на Следиш нашиот распродажби. Па добро. Да, на тие баш Дискаунт. на втора рака кога ќе дојде, тогаш. Значи не сум голема помодарка, но се разбира дека имаме доста нели добри модни креатори, исписани и се тоа што сакам нели да го направам, го правам доста успешно, стручно. Тука сме козметичките салони, тука се сите они луѓе кои што се грижат за нашиот изглед, не е како порано, Да. онака сам да се фенираш и сега кога ќе погледнам некои такви снимки од пред Ја уште 25 сам се години, фенирам. да вистина некоја сите си велиме, леле колку сме биле смешни со тие онака кадрици, меѓутоа тоа е така, ете, Тогаш одрас на било тоа мода, време така, и тоа е тоа е тоа. тоа. Иако сега повеќе си се допаѓам ако ме прашаш. Ајде малку да читам нешто друго. Ирина, вие сте заедно со музички уредник, И новинар, Па добро, така? ваш колега Орце Гелевски, Наш да, колега, сите го знаете. Орце. Долгогодишен Поздрави до него. колега Он е Орце Гелевски. Мојот најголем критичар и секогаш ми Тоа ка- сакав да прашам, дали Да. е критичар или пак може би Поддржувач. имате привилегии за Па. тоа што е музички новинар? Па може да се случи и така, значи секогаш ми е поддршка, нели кога ќе треба за одредени песни, нормално дека со него се консултирам. Но понекогаш знае да биде толку суров со мене, Вау. затоа што познава музиката па многу ја добро. познава, меѓутоа никогаш не ги анализира Мишко, Благоја, некој друг кога пее, него целото внимание му е насочено кон мене. Леле, дали сгрешив, дали сум направила вие некој сте фалшив. главната. Ама не Вие не е сте тоа главна добро за за него. мене. За мене не Па е не, тоа добро. добро. Например, жена ми Веќе воопшто не е интересира многу како е сум суров исполнет. кон мене и тоа ме нервира. Мислам, јас сум човек, можам да сгрешам како и сите и не можам ја да бидам најсовршена, нели тоа е тоа. Па добро, кажи му да Тој пробам, сака нека сега си тој да сака да бидете вие совршена, тој сака. Да, Криси, да. дали ги исцрпи сите предвидени прашања за Ирена? Затоа што јас Мислам морам, дека да. јас морам да најавам, да Ќе- кажам, ќе ја почитувани викнеме гледачи, повторно? Ирена, ќе се заблагодарам на гостувањето во Фолк Естрада. Ирена мора веднаш да замине на Скопскиот аеродром Александар патувам, да. Велики. Па благодарам од се срце, Благоја, ти знаеш како Иренче, ти изгледа тоа благодарам кога брзам. за А, гостувањето. во мој Ние ќе интерес е продолжиме со авионот Мишка. да не ми избега, нели? Ајде, да ве Имајте благодарам. среќа, Нема лес. забелешки. Се најубава. Благодарам. Једно.
Ирина испративме со песна и посакуваме среќен пат, а сега малку да разговараме со Мишко. Мишко, Може, освен повели. што сте вокалист и свирите на неколку инструмента, кои се тие? Па, требаше во Охрид летово да дојдете малку. Цело лето бев таму. Така. И имав можност да свирам и на гитара, синтесайзер и нормално си пеев. Браво, бе. Така One man да- show, значи. Па, добро може да се каже, такви некои ситуации беа тоа. Мишко, а што повеќе ви исполнува? Дали свирењето на инструмент или пак пеењето? Па, добро, Тешко прашање. не е тешко прашање, и тоа и тоа. Значи, и свирењето на гитара претежно. Мислам, мене прв инструмент ми беше хармониката, уште од 6 годишна возраст, меѓутоа во средна школа почнав со гитара и така да до ден денеска. Значи, имам еден блок кој го свирам вака по кафани, амплакт, само гитара и пеење, као Јовано Јованки, усви мајко караме Да. нешта. И Староградски. супер ми е така да прекрасно се чувствувам. Кога, ете и тоа сам го свирам, а и со добар оркестар, тамам работа. Мишко, Пеењето дали ми е- најчесто сам настапуваш сега? Па најчесто... Сега тоа тренд во локалите низ Македонија. Па добро, за жал, One man show. за жал, баже, знаеш дека Околностите, да. тезгите, значи не се многу платени и нормално дека се прилагодуваме вака и Оскудација. така. Криза е, нели? Оскудација, да. Значи не е важно, можам и сам, имам и колеги што свириме заедно. Понекогаш. Значи клавиатура, јас гитара, Инаку на свадби матрици, свириме, пушташ матрица и значи пуштам матрици, свирам во живо со аранжер, пушта. свирам со гитара амплакт, како што кажам. значи звучи богато. Значи, па треба да Треба да дојдеме на вечер, да снимаме и да се увериме. треба да се слушне тоа, да. Токму така, Обавезно. браво. Вие имате два сина, така? И одат по стапките на тато. Па Кире постариот, тој е веќе професор по пијано во средно музичко во Штип, предава, веќе втора година. Никола помалиот, тој е четврта година на музичка академија, исто композиција студира. Има уште 3-4 испита до дипломскиот, така да добри. Дали вие влијаевте на нивното образование? Дали вие бевте тој што кажа ќе одиш на музичка академија? Па- Дали може би имале некоја друга љубов, а вие сте навивале за музика? Значи, они талентот си го имаат. Си го има уште од мали. Жена ми беше таа што ги натера. И тоа како? Значи, они си беа талентирани, меѓутоа требаше да се оди на музичка школа. И Кире рече, ја не сакам да одам. Жена ми вика, а тогаш киндер јајцата му беа омилени, вика на секој час по едно киндер јајце добиваш. И почнавме така, знаеш, Кире се сложи, со таа финта успеа и така. Браво. Никола после, Никола затоа што Бато веќе одеше на музичко, Никола помалиот и он со Бато сигурно. И така. Океј, јас Важно да предлагам. знаеш како треба да се лажат. Па сега не знам дали може така да се Никош лаже. не немам такви- Порано, Јас немам такви амбиции. порано, порано не беа ги така. пуштам на Па не би музичка. сакал, не би сакал да ги насочувам. Повторно сум со вас да ви ги презентирам вашите гласови од веб страната veselo.mk, кои се од пресудно значење во формирањето на единствената музичка топ листа посветена на македонската народна новокомпонирана песна. Започнуваме со петото место на кое се наоѓа музичката жива легенда Наум Петерски со песна која се најде на неговиот последен албум издаден 2010 година. Одит звездо во живо од Тројка продукција. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се
se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni. Skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Tamo temnej tamo zvezdo moja, srce vome stega. Zemlja je zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Temnej tamo zvezdo moja, srce vome stega. Zemlja je zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Za tebe za tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo. Za tebe zimo ladna, sigo imaš snego. A pak mene zvezdo moja, što tebi je život. I to što go imam zvezdo, i go dano vsio. Na 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 za tebe zvezdo. Четвртата позиција е резервирана за Благоја Груевски со песната Лична калина, отпеана на минатогодишниот Фолкфест Роса. Cela noć sedam i mislim
mene do veka ti, moja crnoka. Cel svet nema takva lika kako tebe, moja Kalina. Moja Kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja Kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Moja Kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja Kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Вашите гласови на веб страната veselo.mk одлучија на третото место да се најде една префината дама која што во периодот кој предстои подготвува спектакуларен концерт. Една необична numera изведена во нејзин стил. Сузана Спасовска и Джингрла Каджикица на третото место за оваа недела. Тебе ќе ти дадам, тебе ќе ти дадам, се ќе дадам, само усти да си сладам. Тебе ќе ти дадам, тебе ќе ти дадам, се ќе дадам, само усти да си сладам. Дојди пиле, дојди мое пиле, дојди мое пиле. Не знам зошто од мене те скриле, од мене те скриле. Еј ќе пукнам тебе да те видам, тебе да те видам. Цели ноќи со тебе да играм, со тебе да играм. Ајде, ајде, джингрлака джикица, джингрлака джикица. 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 Ке ти дадам, ако сакаш ке ти дадам, срце во одгради за тебе го вадам. Ке ти дадам, ако сакаш ке ти дадам, срце во одгради за тебе го вадам. Дојди пиле, дојди мое пиле, дојди мое пиле. Не знам зошто од мене те скриле, од мене те скриле. Еј ке пукнам тебе да те видам, тебе да те видам. Цели ноќи со тебе да играм, со тебе да играм. Ајде, ајде, джингрлака джикица, джингрлака джикица. 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 Ајде, ајде.
od mene te skrile, od mene te skrile. Eke puknam, tebe da te vidam, tebe da te vidam. Celi noki, sa tebe da igram, sa tebe da igram. Ajde, ajde, činkrlaka čikicak, činkrlaka čikicak. 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 На вице-шампионското место, според бројот на вашите гласови, се наоѓа Кралот без круна, Миле Кузмановски со песната Чуден е овој свет. Со мене ти беше кралица, сега сенка по улица. Има нешто што ми дава надеж, дека ти ке дојдеш од ненадеж. Чуден е овој град, а чудна си ти, срцето ти е кај мене, а ти си покрај друг. Пробали да ја бара среќата, ќе те проголта темнава улица. Твоите очи силно светат мила, како звездите над овој град. Се уште ти мирисаш на мене, немој мила друг да те земе. Чуден е овој град, а чудна си ти, срцето ти е кај мене, а ти си покрај друг. Пробали да ја бараш среќата, ќе те проголта темнава улица. Чуден е овој град, а чудна си ти, срцето ти е кај мене, а ти си покрај друг. Пробали да ја бараш среќата, ќе те проголта темнава улица. Таа е представник на свежата крв на македонската народна естрада и многумина и предвидуваат блескава кариера. Бројот на вашите гласови одлучија на првото место за оваа недела на топ листата да се најде Анастасија Петреска со песната Чаша полна љубов, изведена на минатогодишниот Фолкфест Роса. Моите дома се нервираат, не спијам, а тие се
ajde kaži mi, se na tebe mislim, dušo kade si, kako da spijam, ajde kaži mi, se na tebe mislim, dušo kade si. Dojdi mi ti, koga sumo samena, za srekanje li, potrebni se dvajica, za naša ljubov, nema zamena, so tebe dušo, ja sam najsretna, po naso ljubov, mi je čašata, ispija za sreća kako naša ta, pušni me dušo, silno, najsilno, ostani so mene moje najmilo. Mojte doma se nervirat, ne spijama ti je se sekirat, kako da spijam, ajde kaži mi, se na tebe mislim, dušo kade si, kako da spijam, ajde kaži mi, se na tebe mislim, dušo kade si. Dojdi mi ti, koga sumo samena, za srekanje li, potrebni se dvajica, za naša ljubov, nema zamena, so tebe dušo, ja sam najsretna, po naso ljubov, mi je čašata, ispija za sreća kako naša ta, pušni me dušo, silno, najsilno, ostani so mene moje najmilo. Dojdi mi ti, koga sumo samena, za srekanje li, potrebni se dvajica, za naša ljubov, nema zamena, so tebe dušo, ja sam najsretna, po naso ljubov, mi je čašata, ispija za sreća kako naša ta, pušni me dušo, silno, najsilno, ostani so mene moje najmilo. Погледнавме како изгледа топ листата од 5-то до 1-то место. Време е да ги проследиме предлозите. Предлог број 1 за оваа недела, Ани Малинкова со песната Љубовна рожба. Imam jaz ljubav nežna i iskrena, nežen glas mene ne pogaluva,
комплетираме топ листата за која вие гласате на veselo.mk со предлог број 2. Овогодинешниот победник на Фолкфест Валандово, Душко Георгиевски со песната Свири ми виолино. Каде ноќва која успива, кому ли мени уснива рука, кој место мене ке ја покрие, дека се уште ја сака, мора да го знае. Јас и ти, виолино, ноќва ке и кажеме. Свири ми, свири, еј, виолино, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, само косино, може би дека патанта не знае. Свири ми, свири, еј, виолино, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчливи јас да го помешам. Кажеме мојот живот без неја, кажеме исто како песнава, ноќите ноги како година, а јас се уште ја сакам, уште се надева, дека другија има, не можам да верувам. Свири ми, свири, еј, виолино, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, еј, само косино, може би дека патанта не знае. Свири ми, свири, еј, виолино, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчливи јас да го помешам. Sviri mi, sviri, eј, violino, može ке čuje, može ке се покае. Sviri mi тажни песни, еј, само косино, може би дека патанта не знае. Sviri mi, sviri, eј, violino, и заплачи со мене да не видам сам. За неја пијам уште една чаша вино, со солзи горчливи јас да го помешам. За тоа како изгледа топ листата и на кое место се наоѓа вашата омилена песна, одлучувате вие, драги гледачи, со гласање на veselo.mk. А сега да погледнеме што ни подготвија Благоја и Криси за ваше добро расположение. Уживајте! Останете со нас, одиме со еден разговор на тема што е многу блиска до Мишко и сите неготинчани, така да кажам, а тоа е добрата неготинска ракија. Дали си љубител, дали си произведувал, дали или дали само консумираш? Добро е, во оваа прилика поздрав до сите неготинци. До сите неготинци. Неготинци. Да, тоа е по-неготински. Значи, шампиони се
неготинци во Дали се поарни од варење ракија. овие Во пиење раке комшиите? или во варење раке? Значи вака, Тиквешани? постоje некое непишано правило што останало кај нели во тиквешијата, дека неготинци прават подобра ракија, поубава ракија, а кавдарчани прават поубаво вино. Ај че го прашаме коки и јачка. Што ќе речат тие? А ти слушај ме и ја што ти лав. Ти ли ќе кажеш? Значи нема збор тука и неготинчани и Добро, кавдарчани. зошто сите раки што сум ги пробал јас од неготин од кавараци се жити? Зошто нема некоја да речат еве бела една? Затоа што ги чуваат у У буре? дабово буре, да. Да. Значи бојата И од дабот да буде. добива и не само боја, туку и шмек. Арома. Да. Тоа е тоа. Значи. Добро, има Значи- некоја формула, еве ти што знаеш. Значи стара ракија, какво виски, брате? Нема Подобро. шанса. Зошто не ви донесовте? Па добро, не е препорачливо во Слушај, медиум. кај да не се- знаеш како вика? Тој што не дојде. Че имаме за зимање. Значи, че имаш за земање. Че има, да. А ја че имам за да ти да. Че одиме у неготино Шо ми се, а не ти донесу. И ќе и залијаме. ќе пробаме од нешто од колекцијата на... Нема Мишка? проблем. Нема. Еве, Бовин ми се многу добри пријатели, ќе одиме у Бовин. А немаш ти твое? Домашно? Па добро се, јас со Скопје се преселив. Не е проблем. Али сега викаме за екстра нешто што е таму Добро. во подрумите што стои. Значи ова беше Не, тема, ето. тема ракија, Ракијичка. ракијичка, да, апсолвиравме и мораше тоа да го спомнеме затоа што нели ти си од познат винарски крај Ама со ракијата и добра атмосфера се прави. и добра, Така. нормално И до тука е песна ќе гитарата на допреме. Мишко и убавите песни. Е сега Благоје, ти е пеач, нели? Сега стана и водител. Не, јас не сум водил, јас сум ние само домаќин на едно фолк шоу, Така, каде добро. што ги Е, знаеш како знае да дочекувам- води убаво. Е, сега, дочекувам ама моите колеги. дали знаеш ти да пееш, вака како што Благоје знае да води? Ќе пробам. Инаку неодамно имаше една дебата, слушнав дека било феномен што многу поголем број пејачи се нафаќаат на ваква водители. улога да бидат домаќини во едно шоу. Јас сметам дека ова мене природно ми доаѓа затоа што во ова шоу ги пречекувам исклучиво моите колеги, а не други. Значи, Други бранши. Мене ми е многу пријатно Така што за тоа што си ти тука и затоа па баш нормално реков, и колегите верувам дека послободно се чувствуваат па нормално ке. кога си со колега. Затоа викам дали пее, како беше Христина. Христина. Дали Христина знае да запее вака? Христина Нешто- не знам дали добро А? пее, не сум ја чул. Стварно? Може би тоа го чува како изненадување во некоја друга Ќе ме емисија. чуете еден ден. Малку вака Ви е страх Но знам. гледачите да не го исклучат каналот. Тоа ви ние е ќе те страх. поддржиме, не Сепак се јас кирај. мислам Мишко. Може заедно, може. Јас мислам Заедно. Мишко дека незе треба да провериме на пауза, а сепак тебе да те чуеме со уште една добра од нема твојот проблем, важи. репертоар. Dream Team, дали сте Може. подготвени? Да, може. Океј. Време тече како река неповратна. Тука на брегот јас те чекам ко судбина животна. Време тече како река неповратна. Тука на брегот јас те чекам ко судбина животна. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме.
teče ta reka širno dlaboko, jaske te čekam za da te ljubam, tebe moja devojko. Neka teče ta reka širno dlaboko, jaske te čekam za da te ljubam, tebe moja devojko. Za ta ljubav da nazdravi me, nikogaš da ne se razdeli me, srca da si sleme, život da žive me. Za ta ljubav da nazdravi me, nikogaš da ne se razdeli me, srca da si sleme, život da žive me. Za ta ljubav da nazdravi me, nikogaš da ne se razdeli me, srca da si sleme, život da žive me. Za ta ljubav da nazdravi me, nikogaš da ne se razdeli me, srca da si sleme, život da žive me. Život da žive me, život da žive me. Мишко Крстевски или вечното момче на фолк естрадата, како што го нарекуваат. Мишко, Викаш така? па така Ти јас си вечното слушам. момче, веш. Ти може би не си слушнал, но јас сум Ти си слушнал. постар од мене, Дека си, како да кажем, омилен кај понежниот пол, многу. Тоа требаше да го праша Кристина, меѓутоа не и текнува, јас те прашувам. Бидејќи е убава тема и веројатно луѓето сакаат Добро, да чујат. за 8 март сум ангажиран ставно. Па тоа е битно. За Да. 8 март, значи сум распродаден Секогаш. една година порано. Значи дека се уште важи Не, добро е, мислам, тој прекар. Е актуелен. види, ти знаеш дека Јас не знам, јас тебе да прашам. Не, знаеш ти добро, али мислам дека ќе се сложиш, сакам да кажам, дека сцената е една телевизијата, медиум, тоа е една магија што навистина и нас не инспирира да се видиме самите себе во една димензија. Во некој друго што- светло. Во друг свет. И тоа навистина ние знаеме да го пренесеме на публиката и публиката да го цени и го сака, да го види уживо. И затоа тоа така се случува. Да. Добро, Мишко, па како реагира сопругата на сето ова? Знаеме што дека има сте лошо, бе, шармер. тоа Не, ништо ама лошо. што Цел ништо живот. лошо не правам. Јас прашувам Не е лошо, како но е реагира. опасно, Јас не реков да се правдате. Па ние живееме од музика. Значи жена ми ја запознав во дискотека во Неготино каде што свирев со мојата група Ова бенд. ми се допаѓа. Како? Значи во тоа време со групата Бош во Неготино имавме ние наша, мислам, правевме журки таму и таму се запознавме така да знае сопругата со кој се омажи и така немаме проблем околу тоа. Може би некаш помалку. Сите музичари ова ми го одговараат. Баш и ти ова ми го одговори. Па добро, И ти Јас- ова ми го одговори. Да, и тоа пред некој ден кога седнавме на состанок. Истова. Истова. Значи сите музичари си знаат како да одговорат. Тоа Јас е затоа тоа. стално викам дека кога сум со колеги пеачи, музичари и така натаму, има нешто што не постои кога е некој друг во прашање со некоја друга професија. Значи ние на некоја иста бранова должина сме, се осеќаме Во секој некој- случај е Да. нешто специфично и различно. Карактерно сме различни, меѓутоа со песната, со Има многу музиката допирни сме точки. многу на иста Бранова фреквенција, должина. да. Ајде малку околу нашава професија. Мишко, дали сметаш дека недоволно пееме на настапите своји песни? Ние од браншата наша.
Имаш ли ти можност своите песни да ги промовираш на настапи? Значи, Да ги, на некој начин да ги јас си ги наметнеш? пеам моите песни, пеам и твоите песни, пеам и други песни од наши колеги. Да, во секој случај. Меѓутоа, Значи, тоа е добро. Најважно што е? Најважно е ние да бидеме повеќе застапени на медиумите, на тие општински прослави, на За да може тие да се пласираат после тие новогодишни прослави на площади и така натаму. Значи, ударно име да биде Благоја Груевски, а не Хариџиновиќ, да биде Мишко Крстевски, а не Жејко Јаксимовиќ. И така добро натаму. би било, зашто Тоа да сакам не? да кажам, значи, тоа треба да го постигнеме. сметаш ли дека во медиумите тој клуч на разврската? Дали мислиш дека медиумите се главниот Види, фактор кој медиумите- може тоа да го насочи тој процес? Медиумите се една алка во синџирот, не е само медиумот. Значи тука се работи за медиумите се само промоција на реклама на песните, на естрадата и така. Меѓутоа мора тоа претходно да биде добро подготвено, направено, финансирано, нели, сето тоа знаеме. Се разбира, да. И фестивалите и сите тие работи, така да медиумот го добива готовиот производ. А знаеме колку има додека се стигне до тој готов производ. Што Во ако секој тој производ... Во секој случај медиумот е, како се вика тоа? Јаготката на шлагот. Јас мислам дека е повеќе од јаготката. Мислам дека Шлагота. Не за да биде мислам концептно. дека е главната торта медиумот, тоа е моје мислење. Па добро. Затоа што публиката нашите песни може да ги дознае и да ги слушне и да ги види видео Добро, сега не спотовите. сакам да навлегуваме у таква, мислам, нели, полемика. Секако дека е многу важен фактор медиумот. Затоа сум јас овде. Токму Вечер, така. мислам, денеска Токму и е- затоа тоа е и ти си нашата тука. цел, впрочем, Па да. тоа е целта, фала Богу. Тоа е тоа. Океј, ти благодарам, Мишко. Што Меѓутоа беше? јас денеска ги пеев моите нови песни. И една стара. Тоа беше и целта. се Само да промовираат видам. песните, Ирена рече дека кога ќе стигне на чекирање ќе се јави. Ете, Имаме ли порача? ете има порака. Ведро се. небо, ведро Добре. небо има и Да. Сега сум спокоен. Спокојно можеме да... Стигна да на се- време и Ирена е- пожелуваме среќен пат. со звездите, така. За Лихтенштајн или Луксембург, не знам кај ми рече, не е важно. Тебе ти А, кажам, не знам. И благодариме на Ирена, ти благодариме тебе, Мишко, што беше дел. Се разбира сега, Со огромно задоволство, баже. ќе се простиме и со тебе исто со музика, со песна. И На моje големо задоволство ја прифатив поканата да учествувам. се И ми е разбира драго. дека ќе бидеш дел од ова шоу и во иднина. И ја и ти цел живот во овој разговор не ме направи. Стално се гледаме во емисии ваму таму, меѓутоа тоа сето е блиц на кратко. Така да драго ми е во секој случај што ме поканивте и во секое време сум овде за. Ти Се пожелуваме надевам успех. дека ние први ќе во доставаме кариера. за нови песни, за нови спотови. И Па нови ако се успеси. засукате и да одите лево десно, ќе И нови знаете. награди Така, така, фестивалски. Па да се вртат песните, тоа е најважно. Сепак е најважно. Благодарам. Како ли ја створи Боже толку убава, како ангел та дуња севда голема, тие медни усни јас ги сонувам, и на сон ги љубам Боже, за нив умирам. Тие медни усни јас ги сонувам, и на сон ги љубам Боже, за нив умирам. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice, jas ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice,
ljubavice, jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Opa, što nesum zlatno sonce, dunjo medena, pa niz prozor da ti vlezam, sev do golema, i vorano utro da te razbudam, jasna tvoj te medni usni da se nasladam, i vorano utro da te razbudam, jasna tvoj te medni usni da se nasladam. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice, jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice, jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice, jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Dunjo moja, dunjo medena, na kogo ti si vetena, da si moja, ljubavice, jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Jaz ke vidam dušo moja, čovek najsreken. Драги наши, дојде време да го одјавиме и ова издание на Фолк Естрада. Верувам дека уживавте со песните на Ирена и Мишко. Благодариме што наследавте. Следете не и следната сабота. Имајте пријатен ден.